ден и добре дојдовте на емисијата во Фокус со Силвана Павловска. Христијанството е најголемата и најзначајната религија на територијата на Република Македонија и кај македонската диаспора. Притоа, според преданијата, хроничарите и традицијата, најзначајна и најголема улога има формирањето на Охридската архиепископија како наследник на архиепископијата на Јустинија Прима, заедно со нејзините мисионери браќата Кирил и Методи, Свети Климент и Свети Наум Охридски. Според пишаните документи, еден од најголемите христијани во Македонија беше архиепископот Охридски и македонски господин Михаил, или познат по неговото име Методи Гогов. Беше четвртиот главар на Македонската црква Охридска архиепископија по нејзиното образување. Михаил беше свештеник и вероучител, даровит црковен оратор и мудрец и остана запамтен по прекрасните беседи. Беше првото заседание на АСНОМ, еден од иницијаторите и организаторите на иницијативниот одбор за организирање на црковниот живот во Македонија и поборник за возобновување на Охридската архиепископија. Професор во Средното богословско училиште и професор и декан на Богословскиот факултет во Скопје. Бил меѓу првите мисионери во Австралија, во првата македонска православна општина Свети Ѓорги во Мелбурн. Кога беше канонисан, Михаил го изјавил следното, и јас би сакала тоа да ви го прочитам, бидејќи мислам дека е можне важно и одговара за темите кои што ќе ги расправаме денеска. Тој рекол вака: ние, Михаил, избран и вестовичен архиепископ Охридски и Македонски, се заколнувам во всемоќниот Бог дека на Македонската православна црква и својата татковина Република Македонија ќе бидеме верни и предани. Ќе го почитуваме и чуваме црковниот устав, чуваме чистотата на светото православие, црковните канони и прописи, ќе го чуваме канонското единство на сите православни автокефални цркви, а посебно ќе ја почитуваме Македонската православна црква во се, па и во сите дела и постапки, ќе се раководиме исклучително од доброто и интересите на нашата света црква црковина и дека нема да се согласиме измена што би била спротивна на нивните интереси. Беше цитат од изјавата на четвртиот архиепископ на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Михаил. Ние сме сведоци изминативе неколку дена на вести и расправи во сите сфери на животот во Македонија, а и од Македонија, каде што живее македонскиот народ. Денес ја продолжуваме серијата што јас ја започнав пред некој ден, посветена на црковните прашања. И затоа, зборувајќи околу црковните прашања, она што се случи на 9 мај 2022 година со донесувањето на суспензијата или комуникето од страна на Цариградската патријаршија во Истанбул, овие прашања и таа одлука би сакале денеска да ја дискутираме. Сега ми причинува големо задоволство и чест да ги представам нашите гости. Првин академик и философ Ана Бобинкова од Скопје, Ристо Бат од Скопје, магистер по економски науки, прашувач на историјата и економскиот развој на стопанствата во Византија и Отоманската империја
писател на делото Македонското Самуилово царство и други научни трудови. Игор Аврамовски Александров од Сиднеј, Австралија, правник по професија и координатор на македонските црковни општини во Австралија. Добре дојдовте на сите во нашата емисија. Благодарам. Благодарам. Потата емисија јас зборував околу самата таа одлука што е донесена во Цариград на 9 мај оваа година. И исто така можност да го прочитам и оригиналниот текст, официјалниот текст кој што е поставен на официјалната веб страница на Цариградската патријаршија. Текстот е на англиски јазик и бидејќи го владееме англискиот јазик, имавме можност да го прочитаме и анализираме. Исто така имавме можност да ги прочитаме верзиите на тоа комунике на македонски јазик. Тие верзии беа издадени во разни медиуми во Македонија и не само тоа, беа поздравени од самиот синод и од државните, од политичарите, од Комисијата за верски прашања, исто така која што ја поздрави одлуката. И од тој ден наваму доста нешто се имаат нели? Имаше средба господин Стефан, сегашниот поглавар на Македонската православна црква, со српскиот поглавар според барањата или одлуката на Цариградската патријаршија. И доста работи се случија во меѓувреме. Меѓутоа, бидејќи нештата не се јасни, едно се вели во комуникето од Цариград, а друго се пишува во Македонија за тоа само комунике, наводно тоа пишува така, нели? Некој го тоа напишал на начин кој што се претпоставува дека е верзија која што на нив им одговара. Но сите сме сведоци дека доста прослави се случуваат овие денови, церемонии, посети во Србија и така натаму. Сега, јас би сакала да го отворам ова прашање со вас и вие од ваша гледна точка, познанието на оваа тема, верувам дека слушателите и гледачите кои ја следат оваа програма ги знаат да слушнат што вие мислите, што се случува на полето на црковните прашања и како сето тоа делува врз нас македонците во Македонија и надвор од Македонија. Би ве замолила, ако можете да ни се представите во почетокот, кажете збор-два за себе си и после преминуваме на прашања кои што се подготвени специјално за вас. Можеме ли да почнеме со Ана Бобинкова? Дамите секогаш имат предност, нели? Да, благодарам. Добар ден. Поздрав до сите македонци во Македонија и ширум светот. Се наоѓам на едно прекрасно духовно благословено Божјо место. Тоа е двуцрква Света Богородица, Свети Никола во селото Маркова Сушица, близу до Марковиот манастир во околината на Скопје. На денешен ден, 22 мај, се празнува празникот Свети Никола Летен, чудотворец Мириклиски, денот кога се пренесени моштите во бари, кога и на овој ден мироточеле самите мошти. Ние сме под заштита и под благослов денеска еве на Свети Никола чудотворец и јас би се представила најпрво како непокорна македонка.
Значи македонка која што си го знае својот корен, својот идентитет и се бори за зачувување на опстојот на македонскиот народ и македонската држава. Истовремено сум професор по филозофија која што последните 20 години заедно со мојот сопруг кој е твореч, истражувач, академски сликар, имаме доста придонесено во областа на творечки истражувања, во применета наука и филозофија за живењето и создавањето, и од тука го подвижувавме сето тоа. Токму овде имавме интердисциплинарна колонија која што ја продолжуваме. Истовремено сме активисти, значи со општествени, граѓански и народни иницијативи, и веќе 20 години, оваа година е јубилеј како ни е формирано Сдруженијето на граѓани, граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено и возвишено живење природба, а последниве години сме во првите линии на браникот на македонскиот отпор, со поведени многу иницијативи кои што се во тек, и последната една е така од името на жени мајки бранителки во иницијативниот одбор како еден член сум за организација на жени, мајки, родолюбки на Македонија, кои што и понатаму продолжуваме со мајчинскиот принцип да си го зачуваме своето родно огниште и својот народ и своите поколенија. Благодарам. Благодарам. Господине Ристо Бачев. Да, јас сум Бачев Ристо, магистар по економски науки, истражувач на средновековната историја на Македонија. Ја имам напишано трудовите и книгата Македонското Самуилово царство, во кое е објаснето тој период од нашата историја, исто камењата проговорија и Питолската плоча, подмет веродостоен паметник или подметнат фалсификат. Истите може да се најдат на академија.edu со укуцување на моето име Ристо Бачев. Значи, сите се бориме, барем ние што вака патриотски, за Македонија. Бидејќи знаеме дека денеска Македонија е оставена како една лодка уразбрано море, која секој може да ја плука, да ја негира, да не негираат јазик, идентитет и така натаму. Значи, ние мора, честните и правите македонци кои чувствуваме дека сме наследници на Филип и на Александар Македонски, на цар Самуил и на другите великани на Македонија, да застанеме цврсто во одбрана на тие наши историски вредности, традиционални вредности. Тука спаѓа и црквата, која е еден од последните столбови за зачувување на македонското име. Благодарам многу и исто сакам да ги поздравам гледачите во Македонија, во Австралија и кај да се наоѓаат во светот. Благодарам. Благодариме, господине Бачев. Игор, можете ли вие да ни се представите за слушателите? Да, секако. Само прво да ве коригирам, јас, иако сум правник по вокација и по обука, не работам како правник, работам како генерален раководител на Македонската православна заедница од Австралија, која меѓу другите активности има и две македонски православни цркви, односно два храма во Сиднеј. Инаку, со оваа проблематика се занимавам веќе уште од своји тинејџерски денови. Активен сум во македонските православни црковни општини во Сиднеј уште од 92-93 година, први преку Македонската младинска организација. Токму заради тоа што уште тогаш согледав дека Македонската православна црква е народна база за одржување на македонскиот народ и за афирмација на неговите, не само на неговиот идентитет, туку и на неговите права и слободи, односно за издигнување на свеста за неправдите кои што историски се правеле против македонскиот народ, и продолжуваат и се прават и понатаму. Ако во првите, да речеме, 2 децении од мојата активност сметав дека македонски евангелскиот дел
и во Пиринскиот дел на Македонија и во Мала Преспа се поробени и угнетени. За жал во поново време и кон Република Македонија почнуваме така да гледаме, како кон држава која што ни е узурпирана од режими кои што служат на странски интереси, повеќе отколку на македонските интереси, и кои што го узурпираат суверенитетот на македонскиот народ во Република Македонија, а тоа е нешто што се што кулминираше така наречениот Преспански договор и прогласување на таа дивотворба од држава наречена Северна Македонија. Инаку, во меѓувреме, во еден период работев и како законодавен советник на пратеник во Горниот дом на парламентот на Нов Южен Велс, со кој што основавме партија за човекови права во Нов Южен Велс регистрирана, подоцна и на федерално ниво регистрирана, но тоа не беше партија која што претендираше да дојде на власт, туку да привлече внимание кон потребата од дополнителни заштити на човековите права и слободи и во Австралија. И покрај тоа што пратеникот за кој што работев се занимаваше во име на македонската заедница и со прашањето околу човековите права на македонците во Мала Преспа и во Егејскиот дел на Македонија, може би некој ќе се изненади, но и Австралија не е баш чиста како солза во однос на заштитата на човековите права и слободи. Само што во Австралија има по-свесно граѓанство, по-активно граѓанство, така што нарушување на човековите права овдека се случува повеќе со малцинства кои што немаат моќ, немаат глас да и направат политичка штета, да речеме, на било која од поголемите партии на избори, а поголемиот дел од народот за повеќето нарушување на човековите права, како што беше случајот со ковид мерките, генерално молчи. Кога ќе почне да се чувства угнетен, почнува да ги казнува политичките партии, па затоа и не ги нарушуваат нивните права, но да не заборавиме дека човековите права како универзално кодифицирани права кои што се всушност закони над сите закони, со кои што се заштитува она најосновното човечко достоинство на кое што сите имаме право во светот. Таквите права не треба да бидат предмет на политика, тие треба да бидат над сите други права. И секој друг закон што ќе го донесе било која влада или парламент треба да биде усогласен со тие човекови права и слободи. За жал во Македонија едноставно како да нема никаква свест за тоа, така што може да ни се случи да сметаме дека имаме суверена држава, а некој друг од надвор да ни кажува кој е нашиот идентитет, од кога ние постоиме, како некој не измислил, па дури сега еве се осмелуваат и идентитетот на Македонската православна црква како народна македонска институција. Да го менува. Да. Игор, благодарам на сите вас. Пред да го поставам моето прво прашање на кое секој еден од вас слободно може да одговори, би сакала да вреди да го прочитаме на англиски тоа комунике од Цариградската патријаршија. Игор, да не случајно го имате вие со вас тој комунике? Јас го имам комуникето, но јас само би рекол дека може би подобро е да го посветиме времето на она што се случи после тоа комунике, затоа што знаете, тоа комунике се рекламираше како некакво признавање на автокефалноста на Македонската православна црква или на Македонската православна црква. Да. Јас уште одма најавив дека напротив, тоа комунике е нешто сосема спротивно. Точно. А всушност тоа комунике излезе најава однапред на она што после неколку дена се случи со резолуцијата на Соборот на Српската православна црква, со кој што кажа дека по барање на нашиот архиепископ, по барање на нашиот синод, прифатиле да ја вратат Македонската православна црква во рамките на Српската православна црква како автономна територијална единица или управна единица. Тоа е всушност поништување на автокефалноста на Македонската православна црква. Тоа е всушност негирање на се што се случувало од 67 наваму, кога е
прогласена автокефалноста на Македонската православна црква. Тоа е всушност прифаќање на политиките на Зоран Вранишковски, кој до вчера сите го осудувавме како негатор на Македонската православна црква. Тоа е нешто за што господин Михаел, кога би бил жив, веројатно би ги анатемисал сите кои што учествувале во тоа. Да. Причината за комуникето на Вартоломеј е во суштина да се најави дека кога ќе дојде, ако бараме преку Српската православна црква да бидеме отново да го започнеме процесот за автокефалност и Српската православна црква да ни додели автокефалност, дека тоа ќе може да се случи само кога се откажеме од македонскиот идентитет. Затоа што единствената суштинска работа која што се најавува во комуникето на Вартоломеј е дека нашата црква ќе се вика Охрид, советување на архиепископот Стефан, дека тоа ќе означува црква на територијата на така наречената Северна Македонија и дека се исклучува употреба на името Македонија или македонска во името на црквата. И сега, ако ја прочитате внимателно одлуката на Српската православна црква, Да. и ако тие нас не ословуваат како Македонска православна црква, во таа одлука пишува дека прашањето за идниот статус на Македонската православна црква, односно прашањето за автокефалноста во иднина, ќе се решава во согласност со сестринските православни цркви. А патриархот грчки од Цариград, Вартоломеј, под кој што мислам дека се 4 или 5 грчки цркви директно во светот, но тој исто така се смета како патриарх и на сите други православни цркви. Иако Руската православна црква не го признава, не само што не го признава, туку го има прогласено за шизматик, тој однапред најавува дека таква автокефалност нема да се случи ако ние не се откажеме од името. Значи, ставени сме во една шах позиција каде што на крај ќе имаме избор или автокефалноста или името. Но каква автокефалност е таа, каква независност е таа, ако некој друг од надвор ти го одредува идентитетот или ти го негира идентитетот и ти мораш да се покориш на тоа за да те наречат автокефална црква. Да. Инаку, само да додадам дека, мислам дека ова е всушност во согласност со она што беше кажено во говорот од господин Михаел, кој што претходно го објавивте. За оние кои што не знаат, главната борба на македонското револуционерно ослободително движење уште од 18-тиот век, која што започнала за време на Отоманската империја, била токму против угнетувањето и насилната асимилација и неправдите кои што ги правела грчката патриаршија со седиште во Цариград. Тоа е главната, со тоа почнува всушност македонската народно ослободителна борба во 18-ти век. Тоа барем така барем пишува во книгите за историјата на МПЦ, кои што можете да ги најдете во Република Македонија и кои што до сега ги промовирала МПЦ. Заради тој отпор кон грчката патриаршија, која што во 18-тиот век издесувала укинување на Охридската архиепископија од страна на Отоманската империја, значи пазете, тоа било православна црква, колаборатор на исламска власт да угнетува православни верници во Македонија. Толку е нивното црковно достоинство, толку е големо. И заради отпорот кон таа грчка патриаршија од Цариград, македонците биле втурнати во преградки на српската патриаршија и бугарската екзархија, кога тие се осамостојувале, затоа што тие пред нас се осамостојале цркви, нели? Па станали жртви на насилна асимилација од тие цркви. И како резултат на отпорот кон тие насилни асимилаторски институции кои што всушност биле контролирани преку црквата и образовниот систем тогаш за христијанското население се водел преку црквите, како резултат на отпор против тие насилни асимилаторски поставки, да речем, на грчката, на српската и на бугарската црква, се раѓа и движењето за основање на македонска православна црква, значи македонска како македонска
народна црква преку обновување на Охридската архиепископија. Да бидеме јасни, древните цркви како Охридската архиепископија немале национален идентитет. Да. Дури во 19 век почнуваат национален идентитет да добиваат црквите. Значи, ние не зборуваме сега, ние ја нарекуваме нашата црква Охридска архиепископија, но само да укажеме на историското древно наследство во однос на територијалната единица со која што управувала таа Охридска архиепископија. Инаку националниот идентитет на нашата црква во современо време е нешто далеку многу побитно. И всушност сите напори кои што ги правеле македонските револуционери, па и свештеници како господин Михаел, кој што пред да стане архиепископ бил свештеник, Методија Гогов, мислам, мојот свештеникото име, кој што работел на основањето на македонските православни цркви низ диаспората, кој што го водел и движењето за реализирање, за формално реализирање на автокефалноста на македонската православна црква за време на Југославија. Сето тоа кое што е постигнато од сите тие наши предци што не ја создале црквата, денес со овие одлуки на нашите владици се гази. А зашто се гази? Ако за Преспанскиот договор или Северна Македонија не лажеа дека ќе имаме некакви бенефиции од НАТО или од Европската унија, во овој случај македонскиот народ нема никакви бенефиции, има само понижување, има само откажување од вистината за неправдите што се прават во егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, особено во егејскиот дел на Македонија, не само што се прават сега, туку што се правеле историски, вклучувајќи геноцидни, етноцидни политики, етничко чистење во кое што се учествувала таа грчка патријаршија која што денес наместо да се извини за тие историски неправди, историски злосторства, таа не принудила нас да го смениме името, не го негира името, за да излезе дека тие биле во право, а не ние. Тоа го постигнува со оваа одлука нашиот синод или нашите владици, а бенефицијата за нив што е? Што ќе можат да сослужуваат со угнетувачите во сторници против македонскиот народ. Значи, ова е веле предавство, можеби, ако не рамно, можеби не само рамно на Преспанскиот договор, туку можеби уште поголемо, затоа што има уште помалку причини кои што може да служат како изговор. Да. Игор, благодариме. Сега да се обратиме до господјата Ана Бобинкова. Можете, дали е прифатлива или не одлуката на Вселенската патријаршија и согласноста на синодот од Македонската православна црква Охридска архиепископија по истата за нас, македонскиот народ и за Македонија? Вашето стручно мислење и став во однос на прашањето за статусот и делувањето на нашата црква МПЦ-ОА, грижата за својот македонски народ, македонските православни верници и нивната клучна улога во животот и опстојот на црквата, формирањето на црковните општини и градењето цркви во иселеништвото и последиците кои произлегуваат од ова. Ана, повелете. Да, благодарам. Ќе се обидам на концизен начин, иако ова прашање може да се опфати од многу аспекти. Меѓутоа, нас не интересира токму прашањето на нашиот опстој, кој што ни се негира. Значи, по сите основи, тоа е прво и од ова одлука на Вселенската патријаршија, дали како е преведена или како стои во кој јазик, тоа е виќе можеби второстепено од што нас како народ може да ни послужи историјата, значи нашиот опстој и низ историјата и како се случувале сите овие репресии, значи понижување, оспорување на нашите права во една и на нашата црква. Затоа и била тоа историјата учителка, историјата учителка, значи ако ние гледаме како во минатото се случува во нашето окружување и од истите оние страни што и сега учествуваат во тоа дружено наше разнебитување, при се мислам на нашите соседи, значи ви помислите соседни православни цркви кои што си го имаат предзнакот или етничкиот, народниот, националниот, а нам ни го споруваат
нарекуваат, значи ќе видиме дека и оваа одлука, сегашна ова што 2022 подоба, не се разликува по ништо од она како и претходно тие се однесувале или го граделе тој небратски и нељубовен однос, каде што едноставно те негира дека постоиш. Значи, не е само непризнавањето на црквата согласно тие како што нарекуваат православните канони, и тука може да се каже дека всушност ние во се нашата Македонска православна црква, Охридска архиепископија, канонски поставена според сите прифатени православни канони правила, меѓутоа тие ја первертираат таа состојба и сега од нивните позиции, кои што се за нас тотално нелегитимни и неприфатливи, тие нас не препсуваат како расколничка и дека сега нели ова е обид да се вратиме кон тоа заедничко богослужење или единство од кое што ние наводно сме отпаднале. Тоа историски и правно и според црковните канони, значи канонското право на црквата, но и според утврдени Божји, нели како рече и господинот Игор, закони и права кои што се преточени на кој начин и во позитивното право за да се остваруваат на најдобар начин, ние го држиме тој континуитет, значи со своите специфики, својата особеност, со својата идентитет, со својата традиција и црковна, и духовна, и национална, и правна, значи да постоиме во нашиот водот, во развојот на човештвото и на цивилизацијата. И сега од тој кога гледаме, значи ова одлука е исто нешто како што нека форма со тој нацрт, тие го видат синот нацрт на Нишкиот договор, затоа што не бил подпишан од нивна страна, меѓутоа намерата е иста, а исто е и со она што се случуваше во 2005 година, и јас само ќе прочитам нешто што е на BBC, значи на македонски јазик, на BBC, има и сега постои тој линк, каде што јасно го изкажува синодот на МПЦ својот став. Всушност, тогаш не се уште придодадена, нели, Охридска архиепископија, меѓутоа МПЦ, како што знаеме, на Третиот црковно-народен собор ја прогласува, нели, својата автокефелност 1967 година, значи 3 години после тоа забрана и публикување, јако била дека таков документ не постои од Османлиската империја. Меѓутоа, како и да е, значи, понатаму си го прави својот устав на Македонска православна црква и во следните црковно-народни собори се го уредува, нели, функционирање, постојање надлежности и уредување на сите прашања, нели, со тој устав, така што и во ова што ќе го прочитам сега, јасно се гледа дека оние, односно македонскиот народ, кој што се сомнева во добрите, нели, намери сега со ова одлука на Вселенската патријаршија, сме на правиот пат, а тоа го докажува и ова што го изјавува Светиот Синод на Македонската православна црква во 2005 година на 31 мај, и тоа под наслов е, нели, овој прилог: решенијата на Српската православна црква не важат за Македонија. Светиот Синод на Македонската православна црква им порача на македонските православни верници да не се вознемируваат од одлуките на Српската православна црква, бидејќи тие немаат правно дејство на МПЦ.
околу одлуката на СПЦ да ја негира МПЦ, средба има премиерот Бучковски и поглаварот господин Стефан, на која Бучковски вети дека ќе лобира кај премиерите на соседните држави да помогнат во решавањето на црковниот спор. Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква денеска констатира дека решението на Српската православна црква да ги прекине контактите со МПЦ и незините верници и да му даде легитимитет на владиката Јован, кој беше расчинет од страна на МПЦ, немаат правно дејство во Република Македонија и за МПЦ, изјави последницата на синодот владиката Тимотеј. Српската православна црква нема ниту канонско, ниту уставно право да донесува какви било одлуки на Македонската православна црква уште од 1959 година, кога се изјаснила дека уставот на СПЦ нема никакво важење за Република Македонија и за архиереите во Република Македонија. Токму заради тоа, Светиот архиерейски синод го повикува македонскиот православен народ да не се вознемирува од овие ништожни одлуки. Председницата на синодот, поглаварот на МПЦ, господин Стефан, имаше средба со македонскиот премиер Владо Бучковски, на која премиерот изјави дека владата во целост поддржува автокефалниот статус на МПЦ и дека во целост ќе застане во заштита на МПЦ, нејзиниот автокефален живот и црковните имоти. Бучковски, како што соопштуваат, изјавил и дека ќе лобира кај премиерите од соседните земји за решавање на црковниот спор меѓу МПЦ и СПЦ. Предходно, премиерот Бучковски испрати писмо и до Вселенскиот патриарх Вартоломеј, во кое побара од него да посредува во спорот меѓу СПЦ и МПЦ. Значи, ова е 2005 година. Од тогаш има поминато 17 години. Значи, ние не само што еве сме го држеле во место тој спор, значи спор е едно, а раскол е друго. Значи, тука и во ова одлука на Вселенската патриаршија, значи терминологијата е многу проблематична и таа како таква, не знам дали е прифатена од црковните или од црковната, да речеме, хиерархија, или само вака во медиумите или циркулира, се прераскажува, се толкува кој како ќе нели му одговара. Така што Македонската црква, значи, не смееме да прифатиме, и ако тоа го прифатил со ова нели заедничко богослужење што се случи во Белград, ако го прифатил синодот дека сме биле расколничка и сега нели треба да се на некој начин вратиме, со самото тоа се рехабилитира и расколникот Јован Бранишковски, ами зошто ни треба толку години нели од тогаш за да ние го додржиме нашето право, нашето, како да кажеме, ортодоксија на МПЦ и да не подпуштиме под разните притисоци, за сега самите да ја прифатиме, да се поништиме се што од 1959 година, како што самиот синодот кажувале и тогаш, значи сме восстановиле, од тога се поминати многу години, значи 63 години, и тоа е доволен период, значи и да имало проблеми, да имало и раскол, да имало, сепак, значи, оваа црква, Македонска православна црква е жива црква. Значи, таа обстојала под сите притисоци и во современо доба, и сега, кога ја оформивме нашата независна Република Македонија, суверена, самостојна држава, значи, тоа беше уште поголема причина таа црква едноставно да биде од сите не признаена, затоа што нема што да ја признаваат, затоа што по логиката, по редот на нештата, таа едноставно треба слободно да се дозволи да во својата јурисдикција, значи со својот народ, да си го гради, да си го продолжи својот автокефален живот. Од друга страна, значи, ондека каде што се негира македонско, се што е нели тој признак, придавката, што значи негација на идентитетот, значи таква црква нам на македонскиот
македонскиот народ, кои што се чувствуваме македонци, кои што сме и сакаме да останеме и да обстоиме како такви, не ни е потребна. Нема црква без народ. Што ќе прави МПЦ или како и да се нарекува, ако го изгуби својот македонски народ? Значи, народот, државата и црквата секогаш одат заедно. Но мене ме плаши, всушност јас сигурна сум дека тоа е така, меѓутоа ајде да оставиме простор дека нешто сепак не е до крај изгубено, што сега ова одлука доаѓа, значи е поттикната со барања нели од тој нелегитимен за нас македонскиот народ врв во власта, да се признае црквата на Северна Македонија, значи на Република Северна Македонија, на новата држава, така што ќе биде и нова црква. Значи, губиме континуитетот, како што не ни се признава нели на нашата Република Македонија, која што е укината на 17 јуни 2018 година, така сега ова прашање кој што треба да се доради токму врз тие нелегитимни основи. И затоа во одлука синодот не сме да прифати, а доколку ја прифати, значи тука е сепак македонскиот народ, кој што е совесен, самосвесен и не капитулирал се уште. И тој може да се ја врати, затоа што тој не го прифатил нитиното укинување на МПЦ или преименување или се што ќе се донесува со тие за нас нелегитимни одлуки. Благодариме. Ана, благодариме, пак ќе се вратиме и за ова прашање. Да слушнеме сега што мисли господинот Ристо Бачев, дали е прифатлива или не одлуката на Вселенската патријаршија и согласноста на синодот од МПЦ-а по истата за нас македонскиот народ и за Македонија. Што вие мислите како лице истражувач, писател, познавач на оваа тема? Кои се вашите ставови во однос на прашањето за статусот и делувањето на нашата црква, грижата за својот македонски народ, македонските православни верници и нивната клучна улога во животот и опстојот на црквата, формирањето на црковните општини и градењето цркви во иселеништвото и последиците кои произлегуваат? Повелете. Благодарам. Значи, да почнам од вашето последно прашање. Македонските верници и односно народот во секоја црква, за секоја црква е најважен дел. Значи, без народ не може да има и црква. Па така и македонската православна црква не може да ја има, не може да опстои без својот верен народ. Затоа што ние македонците имаме 2 милионска традиција на христијанство. Во кратки црти да почнам од да дадам краток историјат. Значи, во 51 година апостол Павле дошол во Македонија и основал 3 цркви во Филипи, Солун и Бер. Во 531 година Вистинијан први ја воспоставил архиепископијата Вистинијана прва со прв архиепископ Кателијан. Во времето на цар Самуил истата ја издигнал на ранг на патријаршија, значи Преспанско-Охридска патријаршија. Истата нели е патријаршија е куината од цар Василий II во ранг на архиепископија. Сега значи ние имаме долга историја во христијанството. Сега да се осврам на Цариградската патријаршија, јас не може да нагласам дека не може да биде вселенска, туку може да биде само Цариградска. Вселенска е целата црковна христијанска екумена, тука спаја и католицизмот, па и овие сега да не ги набројам сектички кои се појавија во последниот век. Да. Значи, Цариградската патријаршија е основана во 325 година од Константин Велики, значи од цар
додека Македонската православна црква е основана од апостол Павле. Тука имаме голема разлика. Значи, секоја црква што е основана од апостол, таа има преемство и таа има предност над другите цркви. Така да, Цариградската патриаршија не може да не биде на нас мајка црква, туку ние можеме на неја да им биде мајка. Меѓутоа, од кога се признало христијанството како официјална религија, значи со тој Милански едикт во 313 година, од тогаш црквата се приклучува кон, како се вика, се приклучува кон световната власт, занемерувајќи ја црковната власт и изворното учење на Исус Христос и апостолите. Сега да се вратиме на ова, како да ја наречам, они ја имаат преведено на грчки, добро вие рековте, на почеток суспензија, на англиски е комунике. Значи, ако е суспензија, значи таа е одлука, да, ја гледам, ја знам, ја имам читано, само сакам да кажам дека исто е издадена оригинално на грчки јазик. Значи, тоа е валидно, па после доаѓа англиска верзија и така натаму. Ние, тука ја има преведено и секој може да се преведе, не е долга. Значи, таа е издадена, одлука, соопштение, како соопштение на 9 мај оваа година. Со неа целосно се неигира македонскиот народ, македонската црква и таа воопшто не е прифатлива за правите и честни македонци. Ја рекламираат како признавање на канонско единство, пак е дошло признавање на автокефалност со томос издаден од Вартоломеј и така натаму, но тоа е научна фантастика. Нема шанси да не издадат томос од ЦП како Македонска православна црква. Значи, таа има 3 точки. Во воведот се прифаќа нашето канонско единство. Тоа значи дека ние од сега натаму, значи сме имали 2000 години христијанство, но од сега натаму ние сме прави Христови верници. Затоа што он, Бартоломеј или некој друг, не признавал. Значи, не може на мене некој, јас за сивија овие години, да ми каже, значи од кога сум бил крстен, значи 30 дена, до сега целиот живот да ми каже дека јас сум бил расколнат и шизматик. Они се расколнати и шизматичи. Исто и за тоа важи нели како за мене и за сите крстени македонски православни верници. Да. И сега Вартоломеј ќе ни каже ние сме биле во раскол, ќе ни излеел вино, еле и така натаму, да се залечи раната на православната црква, по наводници. Какви рани он залекува? Никакви рани тој не залекува, него прави раскол. Неговата одлука е во насока да се предизвика уште една балканска војна на тлото на Македонија, затоа што е хушкашка и ги наведува другите околни цркви, грчката, бугарската и српската, да се борат за епархиите во Република Македонија, односно оној дел кој е денес кој е, да кажеме, независен, слободен и така натаму. Никаде не е во таа одлука, никаде не е спомнета Македонска православна црква, македонски народ, македонци и така натаму. Македонија како земја не е спомната. Како земја, не е како држава, како земја, како сакате, ниту пак македонски народ. Спомнета е црква на Скопје. Значи, под црква на Скопје под архиепископот Стефан. И тој не е наведен како ГГ, значи господин, туку како Кириоу. Да, како Кириоу, да, ја гледам во ред. Како Кириоу, значи како господин, е сведен, дури е сведен и на епарх, не на архиепископ. Со тоа, нели, едно што го има господин пред него. Пред неговото да, име. едно на место две, да. Место две треба, не е така, нашите архиепископи така се именуваат. Од 60, наравно, господин. Сите, почнувајќи со Доситеј, па Јосиф, Михаил и уште еден, заборавив кој беше. Втората точка, не упатува
на да ги решиме управните, она одлуката не упатува да ги решиме управните работи со Српската православна црква. И сега, ако тие што рекламираат, новинари, професори и останатите во Македонија, дека ќе добиеме томос од Цариградската патриаршија, зошто сега пак не упатува на Српската црква? Значи, треба тој да реши. Меѓутоа, тој, како што реков, сака да направи раздор. Значи, војна, уште една неговата е пушкашка, и затоа е воопшто неприфатлива. Друга работа, истата. Значи, во точка 3 од истата одлука се вели дека се вели дека името на оваа црква е црква на Охрид. Значи, Еклесијас пис Охридас, ако добро се изразувам на грчки. Значи, не пишува никаде Охридска архиепископија, како што сака да наведуваат овие пропагатори, или како да ги наречем, па дури и слуги на Цариград. Они викаат дека во неја се признава Охридска архиепископија. Нема никакво признавање на Охридска архиепископија. Архиепископија никаде не постои во таа одлука. Постои црква на Скопје и црква на Охрид. Црква црква на Охрид. И сега ние, ако ја прифатиме таа одлука, тоа е веќе нова црква. Не е наследничка ни на Македонска православна црква, ниту пак на славната Охридска архиепископија. Таа е сосема нова црква и може да делува само во рамките на Охрид. Значи, не може да делува ниту на целата територија на Македонија, на денешна Македонија. Може да делува само во рамките на Охрид, затоа што таму има во границите на Северна Македонија. Во границите може да бидат да делува во Охрид, во Скопје, во Струмици и така натаму. Меѓутоа, треба да нема нагласено на територијата на Република Македонија или се поклопува со границите на Република Македонија. Во границите, значи, може и таму и вамо, значи секаде поединечно. Со тоа, ние ги губиме и епархиите во Република Македонија. Да. Не само во епархиите, и затоа можат Српската, Бугарската и Грчката црква, па и Албанската црква да побарат пари, некои епархии да бидат нивни, да со разни подмитувања ваму таму да ги уценат епархиите, денешните македонски епархии да се приклучат кон нив. Значи и сега ако тоа се деси, еве во Македонија се десава нов црковен спор, голем, кој лесно може да премине и во воен судир, затоа што ќе се вклучат и државите. Уште една работа во точка 3 од одлуката на Вартоломеј, значи тој вели сега, тој ни вели дека некој му се обратил и тој од кај нас некој му ветил дека нема да се употребува името Македонија, ниту пак и сведенките од името Македонија, како македонска, македонски, македонци и така натаму. Сега кој се обрзал не е наведено, треба тоа се истражи, да се види и тој човек да се стави, па дури и на одговорност, затоа што не може он да вети на некој друг дека нема да употребуваме името, да го употребуваме името Македонија. Тоа е, значи, направено решено сега за сега, со Преспанскиот договор. Таму прифативме Северна Македонија. Мислам, прифати владата, не ние македонски народ. Прифати па тројца. Таму држава, што викат со држава, нема кавга, нема и така натаму. Значи, оваа одлука, уште еднаш ке нагласам, е потполно негаторска за македонскиот народ, неприфатлива и во никој случај не смееме да ја прифатиме. Уште една работа за овие што се, како се вика, овие што се за прифаќањето од СПЦ, од синодот на МПЦ, се извинувам, од синодот на МПЦ, значи, да кажам,
значи ова одлука на Вартоломеј и Цариградската патријаршија е донесена врз основа на некое наше барање за апелација. Тоа се поднело во 2018 година, меѓутоа МПЦ воопшто не ја извести македонската јавност. Дури сега од Вартоломеј ние дознаваме дека таква апелација била прифатена или Еклетон бил прифатен. Тоа се држало во тајна. И во тајна. Имаше некој најави од последни 2-3 месеци од оние новинари, од некои, да кажам, професори, меѓутоа официјално сега се откри со одлуката и тоа значи дека таа апелација, тој што ја испратил, или ништо не познал црковно право, или пак со намера да наштити на Македонија. Да. Тоа е одлука испратена од синодот на МПЦ. До сега почија наредба не знам. И тоа значи дека ние се жалиме на одлуките на третиот црковно македонски народен собор од 1967 година, со која МПЦ е прогласена за автокефална. Тоа значи дека ако вие добиете пресуда на суд во ваша корист, наместо да се жали тој што изгубил, се жали тој што добил. Тоа е нонсенс, тоа е неприфатливо. Абсурдно, да, абсурдно. Не е во рамките, абсурдно, да, така, точно, абсурдно е. И сега се извира некоја фонија има, значи абсурдно е тоа. Значи наместо таа и затоа сега Вартоломеј донесе ваква одлука. Наместо да се потребно е, ако веќе работите малце се забрза, ова може и веќе не е потребно, меѓутоа ќе кажам дека треба да се испрати барање за медијација, било до кој, до Цариградската патријаршија, до руската, до бугарска и српската, барање за медијација. Значи, нели велија ние имаме спор со Српската православна црква, бидејќи таа не ни ја признава нашата автокефалност. Значи, таква барање за медијација, за посредување. Ние да ги кажеме нашите аргументи, они наши и да дојдеме до некоја заедничко решение. Сега ќе се вратам на Српската православна. Значи, како што изјави портпаролот на МПЦ Тимотеј, разговорите со СПЦ воопшто не били прекинати. Значи, интензивно почнале од кај почетокот на мај. И знаејќи го тоа, Цариградската патријаршија можно е ова одлука како предварителна да ја издала. Значи, на 9 таа издаден на 9 мај. Да. После Српската православна црква со соопштение од 16 мај известува дека на 19 мај ќе сослужуваат во Белград по соборниот храм со архиереите на Македонската православна црква. Да. И тука вели ја известувам полнотата на Светата црква. Тоа значи таа полнота е известување на сите православни помесни цркви, 15 на број. Од Цариградската патријаршија, Ерусалимската црква, Руската црква и така натаму, 15 на број. И со тоа значи дека Српската православна црква и нивниот патријарх Порфири ги известуваат сите и повеќе нема потреба да се известува некој за сослужувањето. И сега, што значи тоа сослужување? Јас имам сосема поразлично мислење. Да. И од почитувани гости кои се овде, но уште повеќе со сите во Македонија кои пропагираат дека тоа било автокефалност. Значи, враќање на автокефалност. Нели, новинари, пак ќе речем професори, познавачи на црковните состојби кои пратат и така натаму. Значи, воопшто во македонската јавност, па и во светот, верувам и во Австралија, нели, кои нашите македонци кои ги следат настанете, па и во диаспора, другата диаспора, Германија, Америка и така натаму, нели сите се од тие пропаганди, од таа пропаганда, сите се на мислење дека
ние српската црква ни прифаќа автокефалност. Точно е дека српската црква во тоа соопштението наведува дека некој МПЦ се согласил на автокефалност и така натаму. Но тука важна е изјавата на портпаролот Тимотеј и околу изјавата на СПЦ и околу изјавата на Цариганската патриаршија, кога рече ние можеме да бидеме, да не викаат другите како сакат, но ние се викаме Македонска православна црква Охридска архиепископија. И тука мислам нема што нешто да се дискутира. Ако они изјавуваат така, нема потреба да не им веруваме. Сега дали се искрени ќе видиме понаќе, ни покаже времето. Значи да се вратам на одлуката на Српската православна црква, значи таа наведува автономија. Меѓутоа, ние не сме сменили ништо кај нас. Значи, не е смената одлуката на третиот македонски црковно народ собер од 1967 година. Исто така, таа одлука е преточена во уставот на МПЦ. Значи, таму се наведува дека ние сме автокефална црква. Значи, според одлуките на тој собер, ние сме наведени како автокефална црква. Со тој устав како акт тој устав како акт е приложен при регистрацијата на Македонската православна црква Охридска архиепископија во судот. Значи, таму е заведена дека ние Македонската православна, по закон, делува на така и така, делува на територија на Македонија и надвор. И најважно е што е запишена како автокефална Македонска православна црква Охридска архиепископија. И ние така, со тој потенцијал, со тие акти, со тие закони, световни закони, одиме на сослужување во Белград. Значи, СПЦ се вика едно, ние се викаме друго. Впрочем, значи, тоа сослужување заедничко, кое беше безпрекорно организирано, кое беше на потполно равноправна основа, ние не видовме некои разлики символични, да речеме, нели во црквата најважна е символиката. Ние не видиме некои символични разлики меѓу српскиот патријарх и нашиот архиепископ, условно нашиот архиепископ Стефан. Значи, заедно сослужува, заедно еден до тук стоја, литургијата се одвиваше на безпрекорен начин, изјавите што ги дадоа одат во таа насока, немаше споменување автономија, ниту автокефалија. Значи, не се спомна дали сме автономна или автокефална. Сето тоа се остави на таа символика. А таа символика е ова. Ние, штом сослужуваме и се изврши таа света архиерејска литургија заедно на двата патријарси, на архиереите, тоа значи дека ние сме веќе прифатени и признаени како автокефална Македонска православна црква Охридска архиепископија. Да нагласам дека да се вратам на соопштението, во тоа соопштение на СПЦ се вели Македонска православна црква Охридска архиепископија и нели натаму ќе се одслужуваме тоа така е натаму. Значи нема по препораките на Вартоломеј црква на Охридска архиепископија, него православна Македонска православна црква Охридска архиепископија. Значи СПЦ ни го признава нашето име. Со сослужувањето ни го призна и автокефалниот статус. И дека сега ние бараме томуси, бараме документи, бараме... Не е вистина, мислам го заведувате народот. Сега морам да интервенирам за тоа што го заведувате народот. На сајтот на МПЦ можете да замолам после интервјуирање.
Овај Александров. Ама не можам да чекам да го заведувате народот, мислам смешно. Ама не го заведувам народот. Како заведувате народот, затоа што зборувате на памет нешто што нема врска со реалноста. Што е на памет? Што е на памет? Ова е веќе заведување. Мислам дека треба домашната задача да си ја направите пред да излогувате на вакви интервјуа. Ова е веќе навреда по интелигенцијата. Игор, да дозволиме да заврши, дали со ова мислата ќе ја завршите или пак можеме пак да се вратиме после, ако имате нешто да дадете. Вака сега, господин Александров, нешто сум му врегали интелигенција. Ве молам на прашањето да се сконцентрираме на прашањето. Значи, со тоа што СПЦ заеднички сослужуваше со нас, и на 24 ќе има уште една служба, тоа значи дека нашата автокефалност се признаена. Кој сака нека спори, кој сака нека каже, тоа е тоа. Значи, ние да добиеме што баравме. Ние имаме автокефална црква. Ние баравме сослужување. До сега 55 години со нас никој не се дозволи тоа. Благодарам ти. Пак ќе се вратиме кај вас. Уште момент, малам Сабана. Со нас никој не се служувал. Сега имаме прв пат сослужување и тоа на највисоко ниво, во еден свет храм ќе се изврши и кај во нашиот храм. А ние ако ни дадат помост, тоа значи дека другите православни цркви се слободни да сослужуваат со нас, бидејќи СПЦ им дала согласност. Тоа беше целиот проблем е тоа. Да премениме на Игор Александров сега. И на нашето второ прашање ви благодариме за Извини Силвана, морам да интервенирам за ова, затоа што мислам не би сакал да соучествувам во вакво заведување на народот. Прво, ако господинот зборува дека некој не признал нас автокефалност или канонски статус, треба да знае што значи автокефалност и што значи канон. Канон значи црковен закон. Автокефалност значи независна црква со своја независна юрисдикција. Да кажеме сега дека со сослужување се признала таа автокефалност, како да кажеме дека со тоа што Ципрас разговарал со Заев, ја признал и Република Македонија, ја признал и незината независност уште пред да го направи Преспанскиот договор. Значи, во одлуката на СПЦ многу јасно пишува на која основа го повикува на тоа сослужување. Добро? Дали вие сте ја виделе синодската одлука со која што е прифатено тоа и побарано тоа што го направил речи го Соборот на Српската црква. И отпосле тоа, откако е добиено прифатено, тоа е друга работа. Треба да си ги барате документите од синодот кој што ја крие вистината. Да, благодариме. Но она што е излезено од Српскиот собор многу јасно пишува што на која основа тие не канат нас на сослужување. На крајот на краиштата, ако некој вас ви рече ќе ви ја продадам колата за $1000 и вие му ги платите тие $1000 и се гушнете и се бакнете, па зарем тоа не е веќе договор, понудена, дадена и прифатена. Во одлуката на соборот јасно пишува, примајки го актот на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, со кој таа го прифаќа општо признатиот канонски статус, доделен во 1959 година. Тоа е годината кога СПЦ и додела автономија. Пазете, автономија. Тоа е како локална самоуправна единица на Српската православна црква на МПЦ. Значи, зборува за акт на Светиот архиерејски синод, со кој синодот го прифаќа општо признатиот канонски статус на автономна црква, доделен во 59 година од страна на Светиот собор на Српската православна црква и во кој изразува надеж дека СПЦ братолюбиво ќе решава и ќе реши за прашањето за нејзиниот конечен канонски статус, а тој конечен канонски статус треба да биде автокефалност во иднина, значи она од 67 година до сега пупу не важи.
за кој треба да следи и се православна согласност за прифаќање на тој статус. Добро, не треба да ми го читаш, ама не треба да ми го читаш. Господине Бачев, Ги информирам гледачите. Прво и прво, ова е веќе правно прашање, многу јасно правно прашање. Иако е црковно правно, правото е право и многу јасно пишува овдека за што зборуваат. Добро. Значи, ајде сега. Јасно пишува дека во иднина ќе се одлучува за автокефалност и не само тоа, туку и портпаролот на МПЦ после сослужувањето излезе и даде изјава дека во наскоро време Синодот на Српската црква ќе одлучува за автокефалноста. Така да мислам дека со ваква неинформираност не треба да се излегува на вакви дебати затоа што се заведува јавноста. Мислам, воопшто не би сакал да давам кредибилитет на вакви чаршиски муабети. Да се сега свртиме. Сузана, ако дозволите. Второ прашање, второ прашање ви во други прилики. Да, во други прилики. Ама не, ова е не го завршуваме денеска, ќе имаме и други разговори. Една минута, една минута. Може да читате некој документ валиден наместо да зборувате на памет. Ги знаем ја на памет, не се зборува. Добро, прочитај го документот, ако знаеш на памет да видиш. Ве молам, јас би ве замолила. И на Бартоломеј и на... Дозволете ми, имам второ прашање. Второ прашање. Една минута морам ја. Преминуваме на второ прашање. Ама не, овде се навред, дури се навред. Господине Бачев, молим те. Сега ве молам. Каква е и каква треба да биде улогата и делувањето на македонскиот народ и македонските верници во овие услуги, тоест во овие услови на негирањето, на непризнавањето, на предавството и преименувањето на државата Македонија и Македонската православна црква. Александро, Игор, молим те. Силвана, мислам дека пред да се оди на други прашања, навистина мора да се расчисти со ова што е затоа што не знаеме сега за што зборуваме. Дали ние зборуваме за доделена автокефалност, дали зборуваме за автономија или не знам што. Мислам дека сепак мора да се расчисти за што зборуваме. Многу е јасно, имаме писмена одлука, имаме писмено комунике од Бартоломеј, имаме писмена одлука на Српскиот собор, имаме прифаќање на таа одлука од страна на МПЦ, која што се означува со сослужување. После сослужувањето имаме изјава на портпаролот на МПЦ дека во наскоро време ќе се одлучува за автокефалност. За која автокефалност ќе се одлучува во наскоро време ако е таа веќе прифатена? Инаку, што се однесува до некои други точки кои што претходно исто така беа спомнати за така наречената Северна Македонија, тоа било држава, морало ние да ја прифатиме таква каква што е. Не може да ја прифатиме таква каква што е. Затоа што граѓанска суверена држава, суверенитетот извира од граѓаните на таа држава, а не од парламентот, не од бандитите во парламентот кои што се врбуваани на исламски држави и кои што насилно ја преземаат државата од народот. Суверенитетот на нашата држава, како и незиното име и незината независност се утврдени првин со АСНОМ, после тоа со референдумот за независност. Тие акти никогаш не се валидно изменети, никогаш не се валидно поништени. Оние кои што прогласија Северна Македонија се валидни колку што била бугарската фашистичка окупација, толку се и тие валидни. Но и покрај тоа не е тој преспански договор воопшто не ја опфаќа МПЦ. МПЦ не е државна институција, така да од правен аспект воопшто не е релевантен преспанскиот договор и името Северна Македонија да се користи за црквата би било смешно. Таа е црква на македонскиот православен народ. Таа црква треба да му служи на македонскиот народ во сите делови на Македонија, вклучувајќи во Егејскиот дел, Пиринскиот дел и Мала Преспа, каде што македонците немаат своја црква и каде што грчката црква и бугарската црква го користат тој факт за да го асимилираат македонскиот народ во тие делови на Македонија. Во Мала Преспа имаме случај кај што одат и македонски и бугарски свештеници моментално. Во иднина со ова одлука, ако Српската црква се придржи на она што го бара Бартоломеј, како што очигледно има намера да се придржува во однос на јурисдикцијата,
во Мала Преспа не ќе може да одат повеќе македонски свештеници. Значи и онаму каде што сепак има некаква македонска црква, во иднина ќе се препушти или на грчката или на бугарската црква да ги асимилираат македонците таму. Во Пиринска Македонија и во Егејска Македонија немаме грчката црква и бугарската црква воопшто не им признаваат на македонците дека се македонци. Знаете дека во егејскиот дел на Македонија имаме прогон на архимандритот Цркњас само заради тоа што е македонец. Што станува со нив со оваа юрисдикција во границите на Северна Македонија? Значи ова е веле предавство од највисок ранг. Инаку, што за фактот дека некој сака да ја мами македонската јавност може да се види и на сајтот на Македонската православна црква, ако веќе не го смениле. Во нивното објавување на превод од одлуката на патриархот Вартоломеј, во третата точка, пола точка ја објавиле, за останатата ја избришале и оставиле 3 точки. Ја знаете кои 3 точки ги оставиле? Кои се тие 3 точки? Мислам, каде оставиле 3 точки? Во оној дел каде што се зборува дека екуменскиот, дека приматот, значи поглаварот на црквата од Охрид, под која што се подразбира юрисдикција исклучиво во границите на територијата на државата Северна Македонија, ветил дека нема да го употребува дека ќе го употребува само името Охрид и се исклучува употреба на името Macedonian, односно македонска или било каков дериват. Па зошто ако се чисти работите, зошто го вадат тој дел од соопштението на сајтот на МПЦ? Значи се прави свесна измама на македонскиот народ тука. За нешто само да кажам од правен аспект. Ајде. Уставот на Македонската православна црква во овој дел, барем со господинот Бачев се согласуваме. Уставот на Македонската православна црква го одредува името на црквата, го одредува фактот дека таа е црква на македонскиот народ и ја одредува незината автокефалност. Тој устав може да се смени само на архиепископски црковно-народен собор. Собор каде што учествуваат и представници на верски лица, и свештеници, и владици. Таков собор воопшто него разгледал ова, што го бара Српската црква или што го бара Вартоломеј. Поминатото имало одлуки каде што се отврлаат нивните ставови за тоа дека не признаваат за автокефална црква, а нашите владици одговараат позитивно на барање, односно не само што одговараат позитивно, туку бараат да влезат под Српската црква како автономна црква и после одговараат позитивно на прифаќање на тоа барање од страна на Српската црква. Тоа го прават спротивно на уставот и тотално го игнорираат народ. Значи, пази, не само што се откажале од македонскиот идентитет, туку се откажале, му свртеле грбот на народот кој што ја сочинува таа црква, затоа што неговиот највисок црковно-народен орган, највисокото законодавно тело на Македонската православна црква, тие всушност не го признаваат. Ако Заев направи фалсификат со толкување на референдумски резултат, ако Заев направи фалсификат со врбување и уценување на пратеници да гласаат за Северна Македонија кога немаа намера да гласаат, овие не се ни потрудиле да го фалсификуваат процесот преку архиепископскиот црковно-народен собор. Значи тотално го игнорираат црковно-народниот собор, го игнорираат фактот дека станува збор за народна македонска православна црква. Тоа што сум возбуден, но навистина мислам дека едно е да дебатираме ние за фактите и кој пат е исправен а кој не. Друго е да се прави измама или друго и трето е врз основа на недостигна информации да се подхранува таа измама со шпекулации кои што не се подкрепени со ниеден од фактите кои што ги имаме на располагање. Благодариме за тоа. Да се вратиме сега на каква е и каква треба да биде улогата и делувањето на македонскиот народ и македонските верници во овие услови, како што спомнавме претходно, на негирање, непризнавање, предавство, преименување на државата Македонија и Македонската православна црква. Игор, ако можете да дадете одговор на ова прашање, ве молам. Значи, за мене е многу јасно, прво што треба да се направи е да се разјаснат фактите за да нема заблуда. Ние гледаме колкав дел од македонскиот народ го поддржа тоа сослужување,
со кое што означивме дека се враќаме под юрисдикција на Српската православна црква, а не се свесни што конкретно поддржале. Имаме тука јавни коментатори кои што не знаат што значи ни поимот автокефалност, ни поимот канон. Иако можеби знаат, а сака да се прават дека не знаат, сака да ги матат водите. Ние имаме координирана поддршка за овој потек, кој што очигледно е однапред оркестрирана. Моја претпоставка е дека е оркестрирана преку истите луѓе што го оркестрира и Преспанскиот договор, значи надворешни сили, оркестрирано однапред партиските лидери на ДПМН и на СДС да излезат да поддржат одлуката, кога очигледно не покажуваат никакво познавање на фактите за таа одлука. Да. Пазите, само да ви кажем нешто што можеби не е коинциденција. Цариградскиот патриарх во 2008 година експресно призна автокефална украинска црква, со владика претходно расчинет од руската црква уште во 92 година. Значи, не да има 50 или 60 години автокефалност како кај нас, експресно го призна тоа, додека претходно каже дека тоа е юрисдикција на Руската православна црква. Значи, навлезе во юрисдикција на Руската православна црква, без нејзина согласност да признава украинска автокефална национална црква, со владика претходно валидно расчинет од Руската црква, расчинување кое што и Цариградскиот патриарх претходно го признал. Кој мислите вие дека од надвор го оркестрирал тоа? Зарем немаат истите тие неоколонијалисти интерес да го прават сега истото во Македонија преку црквата, да го задушуваат или да го контролираат народот? Да. Да го слушнеме мислењето сега на господјата Ана Бобинкова. Ве молам микрофонот, пуштете го вашиот микрофон на телефонот. Така. Ана, кои се вашите гледишта, каква е и каква треба да биде улогата и делувањето на нашиот народ и на нашите верници овие услови на негирање, непризнавање, предавство и прееминување на државата Македонија и Македонската православна црква? Иако реално е многу тешко во услови кога го разнебитуваат македонскиот народ да се сочува или се бори на сите страни против фактори кои што впливаат во тоа негово разнебитување. Простете, не ве слушаме добро, може малку поблиску до микрофонот на телефонот, да, затоа што прекини има. Да, иако е многу тешко, реално во услови кога е разнебитуван од сите страни, кога положува максимални начински напори, тој повесен дел од македонскиот некорумпиран, мнозински, родолюбен народ, да се бори за својот опстој, сепак тоа е и дополнителна и причина, повеќе или најголема причина да не подклекне, да не попушти што се делени милиметарни грам од оно што го носи како свое македонско достоинство, културно, духовно, цивилизацијско наследство, което треба да го придадеме сите генерации на идните и уште повеќе да не припаѓа да прави или да прави компромис или да прави отстапки. И во тоа е нашата несреќа што ние сега значи се бориме за Македонската православна црква, да, меѓутоа не се бориме за оние кои што се достоинствени во неа или да речеме тоа во овој момент синодот кој што се уште не излегол и не застанал да се спротивстави на ова разнебитување, значи најновите овие случувања со одлуката и во недостаток значи на достоинствени представници во црквата како и во државата, македонскиот народ едноставно треба да се уцврстува во начинот на кој што тој едноставно ќе им го покаже патот, дека тие повеќе не се наши представници.
и ќе се избере достојни своји македонски представници. Значи тука нема компромис и ова е можеби последната, така да кажеме, етапа што не смееме да дозволиме да продолжи уште 17, уште 30, уште 50, уште 100 години. Значи ние имаме доволно искуство, како што реков, историјата не научи на тоа, на крвта пролијана за сочувување на македонскиот идентитет и вредности, и сега само треба да достоиме и да покажеме таа достојност токму тој македонски грузински народ во однос или на сите овие разнебитувања. Има начини, и тоа и правно, и во духот на нашите и уставно правни и државни традиции и црковни, можеме да го направиме со црковно-народен собор, значи каде сите овие акти ќе бидат или намери, или ќе ги осуетиме и намерите, па и некои акти, документи за които може би не знаеме, а може би направени, подписани за наше уништување, значи ќе се отфрлиме како такви. Можам да кажам на почетокот да кажав дека Ана, простете за момент, изгледа сте под бандера, под струја, затоа што има сметња во самиот пријат. Ајде, ќе одам малку подолу, бидејќи имаше сега многу гласна музика, имаше така народна, така да не можев да слушам. Значи, зборот ми беше, уште кога не најавувавте, кога се представувавме, ни кажав дека јас сум една од народните делегати од првиот и вториот македонски конгрес на македонскиот народ, што се одржа од 2019 година, кога беа отфрлени сите нелегитимни договори, акти и закони кои што се донесени во наше име, а всушност против наше ништење. Значи тоа е исто така, тие се едни спасоносни одлуки што ги донесовме ние народните делегати, тие се оставени македонскиот народ да продолжи понатаму врз основа на тие одлуки да си го заштити своето право и својот обстој. Значи во овој дел и во црковниот можеме тоа да го продолжиме со наши собствени народни сили. Значи што сме докажале низ историјата, што можеме и сега да го направиме. Значи имаше обиди дури пред 3 години за ново народно уставотворно собрание, кога видовме на каде одат работите, и тоа за жал се потврди, иако не се случи, затоа што тие струи кои што делуваат во разединување на народот, значи си ја работат својата задача, си ја спроведуваат својата агенда. Ние на тоа треба да се ставиме со нов период. Значи поминато е времето на кој стар уништувајќи приот, тоа дава само поразителни резултати. Благодариме нам на македонскиот народ, тој не ни е потребен. За нашиот обстој ние треба да се станеме и да примениме нов приод. И еве веќе една година и во јавноста на тој начин го промовираме таа заложба за нова парадигма за новото време во секоја област, во секој домен, па и во овој за решавање на овие спорни наметнати прашања. И само ќе кажам дека она што го читаме по тие одлуки, договори што наводно во јавноста се презентираат, а во суштина не знаеме како, каква формулација стои и кој на што се обврзал или потпишал, што е најважно. Во тој случај, значи треба да бидеме многу внимателни, да не потпаѓаме под тие влијанија, туку едноставно да го градиме, ние да го креираме нашиот исправен пат, да ги свичиме овие прашања, бидејќи се покажа дека не работат во интерес на македонскиот народ, значи политичките представници во власта, па и во опозиција, и како и во синодот. Така што тоа е излез начин на кој ние мора да почнеме се повеќе и повеќе да размислуваме. Затоа што надевајќи се дека ние имаме добра жилба и надеж, не знаете дека така стои таму. И ве гледаме дека разговорите околу проблемот што е наметнат, нели, суѓето на државата, се претворија во преговори.
Сега и овдека разговорите станаа преговори во името на црквата, што е недопустиво. Треба да видиме кој, каде и како тоа го прифатил, го направил, па и дури да го прифатил, едноставно треба да ги отфрлиме тие согласности. Сега дека самиот македонски народ, секој од нас со своја лична изјава или подпис не прифати, значи тие немаат валидност и се нелегитимни. Тоа е многу потребно да го знае секој од нас. Значи, кога индивидуално делуваме, кога делуваме колективно. Еве со референдумот се потврди тоа. Ние не ги прифатиме, значи, тие одлуки, го прифатиме промената на името или на уставот менување. Меѓутоа, таа одлука не е спроведена, а треба е задолжителна според уставот на Република Македонија. Така што и за ова, колку народот на крај, во крај на денја, ништо од сето тоа не прифати, тоа нема никаква вредност, никаква легитимност и не може да произведе никакво правно дејство. Тука мораме ние да се насочиме во својот, потврдено е дека само македонскиот народ и ги создавал и ги градел тие црковни општини кои што потоа биле под институцијата црква, значи се уредуваат на црковен начин. Меѓутоа, патот е тој, првонародниот. Да, што мисли Игор во врска со решенија за спас и ослободување на македонскиот народ и Македонија од овие насилнички, непринципиелни, робовско-окупаторски намеснички власти и недостојни? Значи вака, прво, како што реков, за да има отпор од народот, треба да знае на што пружа отпор, нели? Ако успеат да го залажат народот, да го заведат народот, да го уверат дека црното е бело или обратно, тогаш нормално дека мнозинството народ ќе отиде со нив. Едно само да имаме на ум. Да, ова од црковно правен аспект, пред се од аспект на уставот на Македонската православна црква е невалидно. Но за секој закон, како на пример за меѓународното право, ако не постои полициска или судска сила да го заштити правото, или да го заштити во овој конкретен случај народот од узурпацијата на неговата црква, тогаш многу е тешко да се одбрани правдата, освен со некаков бунт. Јас не верувам дека судовите во таа северна дивотворба окупаторска, дека ќе го заштитат правото на народот во овој случај. Сосема спротивното може да се случи. Како што се случи протестирачи во парламент да ги осудат за тероризам со факти и контекст кој што нема никаква врска со појмот тероризм. Но, значи, прво, нормално, треба народот да се запознае со фактите. Второ, треба да има отпор кон спроведување на оваа одлука. Каков отпор? Прво, не смее да се дозволи промена на уставот на МПЦ, која што најверојатно ќе ја бараат доколку ова отиде до некој нареден степен. Можно и некои работи да пропаднат, како што во минатото пропаднале заради суети на владиците од едната или од другата страна. Но, доколку се обидат ова да го спроведат, прво не смее да се прифати никаква промена на уставот на МПЦ во однос на автокефалноста и во однос на националниот идентитет на црквата. Да не го залажуваат народот, ама ниедна црква не е призната како национална во патриаршијата и така натака. Сите цркви на интернет кои ги најдете кај што се представуваат како национални. Никој не им оспорил тоа како што ни се оспорува нас. Никој не го оспорил како што ни го оспорува нас. Второ, да не ни прават смешки, ама ние не знаеме што на вистина побарал синодот, не знаеме какво писмо испратил Стефан. Па и Српската црква и патриархот Цариградски кажуваат што побарале. Да не излегол некој од МПЦ да го демантира тоа. Не. Сега, сериозно, ние треба се со фактот што ја воздржуваат вистината, ние да им дозволиме тоа да биде во служба нивна. Па тоа е дополнително за осуда. Покрај тоа што го понудиле, дополнителна причина за осуда е фактот што ги воздржуваат документите што ја воздржуваат вистината од народот. Што дозволуваат вака некој да може да ги мати водите, да им замачкува очи на луѓето. Матаму. Може ли покрај тоа што треба да се отфрли, да не се дозволи промена на уставот, ако воопшто некој добие прилика да отиде на
архиепископско црковно собрание без надлежниот владика да провери дали ќе гласа за или против. Знаете, тие таквите собори се обично монтирани. Владиците ќе си назначат делегати кои што ќе гласаат они како што сакаат. Во секој случај, секој треба на својата совест да се повика и да гласа против такво нешто. Понатаму што можеме да направиме исто така е да не прифаќаме во нашите храмови да се спомнува име на српски патриарх или на грчки патриарх. Да. Не додека српскиот патриарх негира автокефалноста и не додека грчкиот патриарх него негира народот и националниот идентитет и всушност со тоа ги подкрепува сите досегашни злосторства грчки против македонскиот народ. Тие се работи кои што ние можеме да ги направиме. Да. И можете да ни кажете вашите завршни зборови пред да завршиме сега, Игор? Моите завршни зборови можеби треба да бидат дека ние за вакво нешто предупредуваме во Австралија уште од крајот на 90-тите години. Ова беше и суштината на отпорот кон обидите на владиката Петар да ги стави црковните општини, односно нивните имоти под своја контрола. Затоа што ако има контрола директна врз имотите, тогаш може да применува било каква одлука сака во однос на македонски идентитет и во однос на тоа кој владика ќе се спомнува во храмовите. Отпорот наш беше на основа на тоа дека ако сакаме да се зачува националниот карактер на Македонската православна црква, мора црковните општини и храмовите да останат во рацете на македонскиот народ. Всушност тоа била целта и на борците кои што се залагале за автокефал на Македонска православна црква. Предупредувавме за овие задкулисни игри, значи пред повеќе од 20 години, направеа будали, луѓето не слушаа. Ве молам сега слушајте повнимателно какви се предупредувањата, не мора да ги прифатите, но одите, направете си домашни задачи, проверете ги фактите, проучете ги фактите, наместо да дозволувате врз основа на тоа што некој изјавил или направил некоја љубезна, убава служба, која што, знаете, како фестивал ја прикажа, заради тоа да дозволите да ве заведат во нешто со кое што рушите двовековно, рушите резултат на двовековна борба на македонскиот народ за национална самостојност и за правда. Игор, благодариме за тоа. Ана, ваши завршни зборови ве молам, ако можете да го пуштите микрофонот сега на вашиот телефон. Ве молам, бидејќи завршни зборови па иде и предходно. Ништо не сме да се отстапи од силно што значи наше општо и достоинство. Тоа е регулирано, значи ние имаме и зад нас донесени одлуки и правни акти и устави кои што за жал другите ги погазија, на некој начин недозволено и нелегитимно ги променија. Не смееме тоа да го дозволуваме и доколку се случи такво нешто, ипак македонскиот народ ќе остане тој кој што повторно ќе биде државотворниот, уставотворниот, црковотворниот и на се она што значи негова идентитет и зачувување на сите создадени македонски вредности, придобивки на црковите и на тој начин ќе докажеме нашата моќ и способност. Затоа што ова политички начин решавање, мешање, затоа што jednostavno не е политичко прашање, сега го гледаме со црквата, тоа е дел од таа, како што реков, стара парадигма. Мора нова парадигма, нов начин на делување, за каде што едноставно нема да влијаат веќе овие разнебитувачки, монструозни елементи, страни и фактори. Едноставно ние мораме тоа да го направиме, затоа тоа е нашата должност, тоа е нашиот двигател, кој не може друг во нашите да се бори за македонскиот општин. Значи ние сме тие кои можеме на тоа да полагаме право и да го држиме тоа право чврсто во нашите раце. Благодариме, Ана, благодариме, Игор, благодариме, Ристо, за отстапеното време и се надевам дека Господ ќе ни биде на помош со овие прашања и ќе бидеме во контакт. Уште еднаш ви благодариме. Разговор водевме со Ристо Бачев, Игор Александров и со Ана Бобинкова.
Благодариме уште еднаш и се најдобро. Довидување, се слушаме.